Генерално на секаде го имаме овој проблем, непрописното паркирање, особено во главниот град во Скопје, но ово утро ќе говориме најмногу за централното градско подрачје, со оглед на тоа дека во центар има и најмногу фреквенција, па може да се видат и навистина голем број на непрописно паркирани возила. Што велат статистиките и какво е генерално мислењето на оваа тема? Во продолжение слушаме од мојот денешен гостин, господин Куцевски, директор на ПОЦ. Да му посакаме добро утро. Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Генерално, кој е вашиот став околу оваа тема и дали центар па и последните години веќе се го има овој проблем, се соочува со овој проблем? Па добро, непрописното паркирање не е нов проблем, значи не е од вчера, и во самиот центар на градот и пошироко во градот. Секако дека со зголемувањето на бројот на жители, на бројот на возила, на економската активност во центар и раздвиженоста, можеби притисокот од година во година станува поголем и во однос на сообраќајот и во однос на самото непрописно паркирање. Значи, бројот на возила кој што се зголемува и сега со нивната полесна достапност отколку во поранешните времиња е поголем, нивниот раст е поголем отколку можностите за паркирање. Ние како предпријатие имаме јасен фокус, значи работиме и на сообраќајните решенија, постојано ги менуваме во насока на растеретување на тој притисок за паркирање, на зголемување на бројот на паркинг места, на одржување на редот и дисциплината во паркирањето преку нашите паркинг контроли, јасна сигнализација сообраќајна и секако отворена соработка со сите институции, дали е тоа општина Центар, дали е тоа МВР и со било која друга кој што може да помогнат и кој што работат на оваа проблематика. Го напоминавте оној дел дека работите на тоа да се зголемат паркинг местата. Дали тоа може да се очекува во скоро време? Ние постојано работиме во однос на јавните површини, во однос на соработка со општината во поголеми инвестициски проекти кои што би значиле повеќе паркинг места. Значи, во моментов имаше еден проект за зголемување на паркинг местата во Капиште преку монтажна гаража. Сега заедно со општината го раздадуваме тој проект и секако се работи, значи, на проект за голема катна гаража со повеќе стотици паркинг места во секторот Буњаковец, а секако тука и новата општинска зграда која што наскоро ќе се гради во Дебармало на територијата на постоечката канцеларија на општината, каде што се очекува подземно паркирање за околу 300 паркинг места, но секако силата, финансиската сила и на предпријатието на општината не е доволна и со оглед на тоа дека се работи центар на главен град, секако дека треба и другите институции да поработат на случајот, односно еден пакет мерки кои што би се растеретили и сообраќајот и нормално паркирањето. Дали можеби имате некоја статистика или некоја генерална бројка од прилика колку непрописно паркирани возила можеби имаше во последниот период, во последната недела? Добро, во последната недела можам да кажам за, да речеме, кренатите возила од страна на ПАЈАК службата, некаде околу 100, значи тука се е дел од непрописното паркирање, дел на резидентните паркиралишта, каде што паркирањето е наменето за самите резиденти од тој сектор, значи тие бројки може да бидат и поголеми во текот на една недела, а секако не сме ние единствено предпријатие кое што функционира на територијата на општина Центар, а и секако тука се и мерките од страна на сообраќајната полиција која што може да го санкционира непрописното паркирање на лице место без потреба од ПАЈАК, така што неколку стотина утврдување на непрописно паркирање има на неделно ниво. Пред самиот крај, која е вашата порака до нашите гледачи генерално и колку сметате дека овие непрописно паркирани возила и оние несовесни возачи влијаат врз самата безбедност во сообраќајот, односно најмногу врз пешаците? Секако директно влијаат, најдиректно и негативно влијаат, значи им го забавуваат сообраќајот кога се паркираат на самите коловози кога застануваат, она стандардно на 2-3 минути за завршам нешто, уствари тие никогаш всушност не се 2-3 минути, кога се паркираат на самите велосипедски патеки, на тротоари, па мораат пешаците да заобиколуваат, особено тука се ранливи оние старосните групи, децата, лицата со попреченост, така што директно и негативно влијаат и за безбедноста на сите учесници во сообраќајот, вклучително и пешаците.
Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да ги дадеме сите овие информации на нашите гледачи. Ви благодарам и поздрав до вашите гледачи. Благодарам уште еднаш.